30 земјоделци од Вардарскиот регион ќе добијат системи за наводнување капка по капка. Иницијативата да одгледуваме повеќе пченка ги дава очекуваните резултати. Договорите ги потпишаа денеска во зградата на локалната самоуправа. Велат дека просекот на произведена пченка претходно достигнувал до 3,5 тони, а сега дел од оние кои веќе го имплементираа овој систем произведуваат и по 15 тони пченка од хектар. Имавме 1 хектар систем капка по капка пченка, негде осијачко, мислам, хибрид беше. Постигнаме одлични резултати, негде околу 15 тона на хектар. Претходно колку добивавте од хектар? Па негде 5 до 6 тона беше порано и така, сега веќе зголемен капацитетот скоро на тродупло. Вредноста на системот за наводнување изнесува околу 2500 евра. Покрај за производителите на пченка, овој систем се препорачува и за зголемување на приносите на сончоглед. Затоа што сметаме дека се дефицитарни во Република Македонија, голем е увозот на пченка и на сончоглед, така да со тоа даваме допринос кон развојот на земјоделството. Преку проектот за експанзија на мали бизниси на УСАИД и швајцарската влада, досега се донирани 120 системи на земјоделци од Македонија. Градоначалникот на Велес Чадиев вели дека продолжуваат напорите за стимулирање на земјоделството во Вардарскиот регион, а ова е само еден од начините. Сето ова говори дека одиме во една позитивна насока, го стимулираме производството на земјоделството, на земјоделските култури, меѓутоа истовремено и тој е системски процес кој овозможува и поголемо учество и во другите сегменти на земјоделието и на сточарството. Примената на системот капка по капка заедно со добра земјоделска пракса, спроведувачите на проектот, но и земјоделците велат дека гарантира сигурни успеси.